Да. Еве сега само уште еден момент. Например, јас имам еден брак претходно, имам 2 деца, татко сум. Замислете сега, тие не се покајани, ние го знаеме, да не ви раскажувам приказната, не е важно. Замислете јас да дозволам еден од нив да гори во вечен пекол. Зарем јас би дозволил тоа? Не би дозволил. Ај секој нека се праша, дали ти би дозволил твоето дете да гори во вечен пекол? Јас знам дека тој не е покајан, или таа, не е важно. Јас легнав на колена и липав да му го тргне материализација на болката. И се тргна болката. Видете, има еден стих во Матеј, дали затоа треба да се избрише сето, да не слушаш други проповеди, зашто се труеш, не можеш да примиш. И слушај ги овие завети што се слезени, сите одговори ги има таму. Има еден стих, далеку од очите твои во крајна темнина, се додека не кажете, благословен е оној кој доаѓа. Кој ќе биде тој? Па некој од нас, испратен од Исус. Благословен е оној што доаѓа во името Господово, во името на таткото. Зарем некој би дозволил своето дете да гори? Земен татко би се жртвувал, не би дозволил, најлошиот син го сакаш, или ќерка? Замислете таткото небесен кој е вечна љубов. Не е чувство како нас. Природа е, тоа е несватливо. Би ги оставил своите деца. Тој оди за загубената овца додека не ја најде. Тоа е вечноста. И тој слегува до дното на пеколот и оттаму те извлекува. Сето друго, злото е минливо. Значи, тоа е сатанска стратегија дека има вечен пекол. Тоа е сонот на сатаната. Не има вечна љубов во која еден ден сите ќе завршиме, откако како златото низ оган ќе се прочистиме. И тоа не може исто да се разбере, треба да се избрише се тоа претходно што ги прават тие телесни обреди, како што вели да не бидеме голи души. Сум ги видел како плутаат таму во некој ѓол, свесни за себе, а горе во визија Исус милиони години пее со ангелите, тие се свесни за гревот. Повторно ќе треба да се избрише, да се отелотвори на ново небо и да повика благословен е оној кој доаѓа во името Исусово.